Почитувани, не паметам кога за последен пат сме имале толку голем дилетантизам во водењето на економските политики во земјава од страна на една влада, како што е тоа во моментов. Премиерот ветува покачување на платите, што е неостварливо и неморално ветување во сегашниви услови, а неговиот министер за економија планира инфлацијата, која подолго време тропа силно на врата и ги празни джебовите на граѓаните, да ја скротува со замрзнување на цените. Сосема е јасно дека едното со другото не оди. Замрзнување на цените при истовремен пораст на платите е навистина невозможна комбинација во сегашните околности на умерено висока инфлација. Во Европа тоа сигурно нема да го направи ниту една влада. Уште повеќе, овој наивен или можеби пресметен популизам од страна на господинот Заев води кон опасната спирала на раст на цените и платите. Исходот ни е познат од минатото. Платите секогаш по правило ја губат трката со цените. Тоа го гледаме со своји очи. И покрај постојаните фалби за раст на просечната плата во земјава, според официјални податоци на Завод за статистика на Република Македонија, реалната плата е намалена за 1,4%. Сиромаштијата на граѓаните драстично се зголемува. Дополнително расте буџетскиот дефицит и се влошува состојбата во платниот биланс. Земји кои во минатото би додале во подалечното минато, соочени со галопирачка инфлација, доколку се одлучили да посегнат по вака драстични мерки, истовремено вршат замрзнување на платите и цените. Ова беше честа практика во поранешната СФРЈ, чиј дел беше Социјалистичка република Македонија, а во инфлаторните 70-ти години од минатиот век замрзнување на платите и цените применија дури и некои развиени земји, како што се САД, Велика Британија и други. Но ова е веќе минато. Оваа епизода треба единствено да служи за извлекување поуки, а не за копирање во сегашните услови. Од лично искуство знам како се справивме со ценовните шокови на светските берзи на храна и енергија во 2007 и 2008 година. Го заштитивме стандарот на граѓаните. Тие не ја почувствуваа инфлацијата. Не ни помислувавме на замрзнување на цените, мерка која повозрастните меѓу нас ја паметат од времето на претходниот систем, како крајно неефикасна. Кога не умеете на вистински начин да спречите висока инфлација, замрзнувањето на цените доведува до празни рафтови во маркетите и редици за леп, млеко, масло за јадење и други продукти. И се тоа го постигнавме во услови кога тогашната неодговорна опозиција, предводена од СДСМ и медиумите под нивна контрола, долеваа масло на огнот, плашејќи ги граѓаните со хиперинфлација и наводно одмотување на инфлацијската спирала. Слична ситуација со уште поголем пораст на цените на житариците на светските берзи имавме и во летото 2007 година. Мелничарите, пекарите и производителите на масло за јадење најавија зголемување на цените на лебот и зејтинот. Со мерките што ги преземавме како влада за неколку месеци, состојбата се стабилизира и успеавме да го заштитиме стандарот на граѓаните. Може да се повикаат и да учат од тоа искуство. Покрај порастот на цените на храната и енергијата на светските берзи, кон актуелната висока инфлација во земјава не може да бидат амнестирани од одговорност фискалната политика на владата и високите буџетски дефицити. Да ги спомнеме само покачувањето на акцизата на горивата од почетокот на мандатот на актуелната влада, неповолната структура на расходите која ги дискриминира капиталните инвестиции, понатаму популистичките мерки за подкуп на гласови пред секој изборен циклус и слично. Наместо ова, владата треба веднаш да дизајнира мерки за дополнителна поддршка на социјално загрезените категории граѓани и да ги ограничи сите непродуктивни трошења. Исто така, бараме од владата да покаже дека располага со капацитет да се справи со предизвиците од растечката инфлација. Воспротивно ќе се разгорат инфлацијските очекувања кои имаат незгодната особина самите себе дополнително да се подхрануваат. Не сакаме состојбата да излезе од контрола. Бараме да се заштити стандарот на граѓаните, да не се обезвреднуваат нивните заштеди, нивниот имот. Ако веднаш не се делува на соодветен начин, се создава амбиент на неизвестност во кој приватниот сектор, предпријатијата, не можат да носат соодветни деломни одлуки и да ги планираат своите активности за наредниот период. Почитувани, водењето на економската политика, особено во турбулентни времиња, е работа за вистински професионалци, а не за обични дилетанти. Ви благодарам.